Бадниковата постна трпеза е еден од символите со кои што овој ден се одбележува во Прилеп. Мали постни сарми, граф, овошје како и други благи специјалитети може да се најдат на масите на сите оние кои што го слават овој ден и го чекаат утрешното Христово раѓање Божик. Освен црковните традиции, тука се испреплетени секако и народните обичаи и верувања. А најважно е да биде семејството заедно, зближено на тој ден. Вика пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си. То се вика дека како да се очекува новороденче и сите го очекуваме, например, да се роди, радосни, зато се спрема богата трпеза и радосни. И зато сите сме заедно. Ние како деца, кај мајка ми, бевме многу деца, 5 деца, и мајка ми во едно сито, или тепсија, нешто че клаеше, јаде и нелепчек, коричка, сармичка, костенчина, ревчина, тоа што дал Господ, што има спремано за вечерата. И че излези надвор да го покани Господ, да дојди на вечера, да биде присутен на вечерата и секогаш да биде присутен во домо, да ги чува луѓето од лоши работи, да бидат здрави, живи, напредни. И тој адет сум си го запамтила и ден денеска јас си го практикувам. Може не во сито такви работа, во тајни, че си клам нешто јадење, че си излезам надвор на тараца, че го поканам Господ да дојди да биде присутен на вечерата. И откако че се вечерата од јадењето не се развеќа. Се развеќе она што е за мијање, другото сето че се покрија со нешто, со целофан и било што и се остава. Тоа значи има верување дека ако дојдел Господ да има што да касни, да не биде празна синијата за цела година, да има јадење луѓето. Овие денови кога се очекува да пристигне најрадосниот ден кај христијаните, рождеството Христово, се многу почитувани кај прилепчани. Традицијата ја почитуваат сите генерации, од најмалите до најстарите. Значењето е големо, бидејќи ако не беше раѓањето Исусово, ке немавне ни воскресение. Почетокот на нашата вера, на нашето постоење, на нашата традиција, на нашиот непресушен извор на сето она што го имаме како народ, сето она наше богатство кое ние како здружение во текот на нашето 20 годишно постоење на Здруженијето Преродба, мислам дека успеавме, ако не повеќе, дел да пренесиме сето она што е нашето изворното, нашето што сме го имале нашите баби, нашите мајки, ние што сакаме да го зачуваме и да ја исполниме нашата цел, нашата мисија, постоењето на Здруженијето, пренесување на традицијата, на нашите обреди, на нашите песни, на нашето богатство на обичаи, на празници, на убавина на идните наши генерации. Утре е Божик, кога христијаните се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос се роди, а на тоа другите им одговараат на вистина се роди.